Само на кратко, почитуван државен секретар, токму поради ова ние бараме овие закони додат во редовна постапка. Се сеќавате на непријатните ситуации на Комисијата за европски прашања во кои што буквално се боревме кој да дојде до микрофонот. Ние како опозиција секојаш сакаме да ви дадеме најкоректни забелешки во насока на подобрување на законскиот текст. Верувајте ми, ова е еден мал апел до вас, до извршната, до министерот, да настојувате законите да ни доаѓаат во редовна постапка. Ако имаме редовна постапка, ќе имаме квалитетна расправа за закон. Значи, мора во одреден момент политиканството да биде оставено настрана. Не можете вие најважните закони ни стигнуваат на Комисијата за европски прашања. Ние на Комисијата за европски прашања, поради тоа што беше закажана во 11, па започна во 11:36, ниту еден говорник за закон за парнична постапка. За законот 550 членови ниту еден говорник немаше. Добро, од 520 членови ниту еден говорник немаше. Тоа е симптоматично. Затоа ние апелираме, нека доаѓаат законите во редовна постапка. Дали е членот 128, дали е членот 129, вие рековте, жива материја се законите. На крајот на денот овие закони треба да важат за цела држава, треба да бидат почитувани и треба да го надминат животниот век на еден политичар ако се добро напишани закони, а не да се ставаме во ситуација секое ново парламентарно мнозинство да си донесува нови закони. Токму поради ова апелирам и до вас, и до министерот, кога ќе ги подготвувате законите, ако има усогласување на 2 или 3 члена со акито на Европската унија, со директива или регулатива, нека стигнуваат без европско знаменце, за да имаме особено вакви важни закони. Ако имаме целосни усогласувања, се разбира дека истите треба да поминат на Комисија за европски прашања. Затоа, токму поради вашата дискусија, кога рековте дека се жива материја, дека прифаќате амандмани, е овој мал апел и до вас, и до министерот, верувам дека ќе ги слуша расправите, да не се доведуваме во ситуации во кои што јавноста смета дека ништо друго не се случува освен меѓусебни навредувања, да го промениме тој начин на работа. Еден од начините да го промениме е законите да ни доаѓаат во редовна постапка и да престанеме да го злоупотребуваме европското знаменце. Тоа е мој мал апел поврзано со вашата дискусија. Ви благодарам.